Здраво, драги сограѓани, здраво, слободни граѓани на Република Македонија. Ми рекоа да дојдам овде и да ви кажам зошто стојам овде со вас. Овде сум затоа што сум антифашист. Овде сум затоа што повеќе можам да се видам себе си во затвор со студентите, отколку да се видам себе си како ги бутам во затвор. Овде сум затоа што пробаа да скријат убиство на плоштад. Во изборната 2011 година, за која што сите дознавме како ја добиле. Тие гомнари кои што сега седат овде во оваа власт, со насилство, со подкуп и со газење на сите човекови права победуваат најмалце од 2011 година намаму. И ни ја прават земјата хаос. Овде ни една институција не функционира како што треба. Се изживуваат врз студентите, се изживуваат врз средношколците, се изживуваат врз пензионерите. Ако мислиме дека пензионерите добиваат нешто, ништо не добиваат. Немаат пари ни на внукот да му купат ни сладолед, ни било што. Џабе им е тоа возење со автобусите и бањање еднаш годишно на бања, кога не можат на своите внучиња да им купат ништо. Ова така наречена влада која што узурпира дел од Скопје и ги узурпира сите институции, е веројатно најлошото нешто што се случило на Македонија од периодот 1941-45 година. Пред некое време кажав дека сите мои активности од 5 мај наваму ги посветувам на моите двајца дедовци партизани, учесници во НОБ кои што го оставиле своето здравје во тие 4 години. Горе-доле улогата што ние имаме и одговорноста што ние имаме сега е да бидеме барем пола на нивното ниво и да не дозволиме оваа наша 8 септемвриска Република Македонија да пропадне, да стане пример за долгорочна диктатура, да стане пример како се развива протофашизам или како ви да сакате да го крстите нешто што нема пород, нема корен овде во Македонија. Од Илинден, од Аслом и на 8 септември ние сме се определиле како луѓе кои што сакаат да живеат заедно со комшиите, а не да се двојат по етнички линии или по верски или било како. И ние ќе обстоиме на таа наша борба и никогаш нема да се предадеме. Овде сум затоа што има во некои така наречени слободни економски зони, постојат, на англиски се викаат тоа светшопови. Светшоп е место каде што работникот е експлоатиран до последната капка пот и крв. Македонија стана рај за такви билмези белосветски кои што глумат инвеститори и ги цедат македонските работници до последната капка сила. Трудни жени работат до крајот на бременоста на нога за да не го изгубат работното место. Имаат по 10 минути пауза, колку да презалогаат нешто и да се напијат вода да не припаднат на работа. Такви инвестиции не ни требаат нас овдека. Нас ни треба грижа за работникот, затоа што во Уставот е напишано дека темелна вредност на Република Македонија е дека таа е социјална држава. А социјална држава не значи дека сите ќе добиеме социјална помош, туку напротив, многу малци ќе добиваат социјална помош, затоа што државата ќе се потружи сите да имаат достоинствен живот. Таква држава сакам да имам.